Реорганизација на јавните комунални предпријатија, изградба на современи депонии, воведување на селекцијата на отпадот, набавка на модерни возила за собирање на сметот, поставување на повеќе мерни станици, изградба на паркови, намалување на бетонизацијата со многу повеќе зелени појаси во градот. Ова се само дел од предлозите на 6 од вкупно 8 кандидати за градоначалник на Битола за намалување на долгогодишното екстремно загадување, а изнесени на јавна дебата за вклучување на зелената агенда во идниот развој на Битола. Како најголем и најопасен загадувач од сите присутни беше означен РЕК Битола, па сите кандидати ветуваат дека имаат план како да го решат тоа. Тони Коњановски од ВМРО ДПМН смета дека донесувањето на новиот закон за локална самоуправа во многу ќе ја олесни работата на градската власт. Со нетрпение очекуваме новиот закон о локална самоуправа да ги зголеми ингеренциите и да се формира таа конечно комунална, како ќе наречеме, дали ќе е тоа инспекција, дали ќе е полиција, има такви искуства на Балканот во повеќе земји. Се надевам дека ингеренциите со тоа ќе се зголемат и едноставно ќе се решат некои работи. На сличен став е и кандидатот од СДСМ Методи Јакуновски, според кого еднакви контроли треба да има за сите загадувачи, особено за големите. Зголемени контроли на инсталациите за Б еколошка дозвола, затоа што фактот дека РЕК Битола е најголемиот загадувач стои, но кај Кјумурното игралиште, кај спортската сала имаме комплекси индустријски кои што одамна не се мониторирани, а постојат и многу други во градот, а надлежност е на општина Битола и на инспекторатот. Дел од присутните кандидати пак својот фокус го ставија и на густиот сообраќај, отсуството на современ незагадувачки јавен превоз, па дури тој да биде и бесплатен во одреден временски период. Ние можеме да носиме колку сакаме мерки во текот на тој период кога е најзагадено. Меѓутоа, доколку на граѓаните не им обезбедиме бесплатен, функционален јавен превоз, ние не можеме да бараме да ги остават своите автомобили, бидејќи најголемиот дел од нив не може да стигнат до местата, работните места, до градинките. Јас велам поставување прво на мерни единици, за да видиме колкав е степенот на загадување на воздухот во Битола, да имаме точна информација, мерни станици, значи и во Новаци и во град Битола. Кажувам дека може, затоа што ако градоначалникот и советот на општина Битола бидат најгласни во период од 10 години, јас мислам дека би се дошло до некое решение. Во однос на загадувањето во Битола, голем проблем е и отсуството на регуларна депонија и на центар за рециклажа. Отпадот не се селектира, а застарен бил и возниот парк на комуналното предпријатие. Треба прво да се земи најдобрата технологија од светот и да се изгради не депонија. Депонија веќе нигде не градат за ѓубре. Се гради фабрика. Фабрика каде што таа фабрика не само што се селектира ѓубрето и се произведува производи како електрична енергија. Како може локалната самоуправа да се справи со дивите депонии? Првено тоа ви кажам, веднаш ќе ви одговорам со видеонадзор. Со видеонадзор кој што ќе биде искористен на секоја јавна површина, на секое потенцијално место каде што би имало дива депонија. Со тој видеонадзор ќе раководи посебно оделение, посебна група од млади луѓе. На јавната дебата не се појавија уште двајцата кандидати за градоначалници. Кире Димов од ТМРО, според кого решението за загадувањето на Битола е со заменувањето на азбестните цевки и покриви низ градот и со поставување на над 20 дигитални мерни единици за мерење на загаденоста на воздухот, како и еколошка такса која би ја плаќале големите загадувачи. А додека вториот кандидат, независниот Васко Деловски, нема изнесено своја програма со која настапува на овие избори.